Петар Богоевски, македонски концепт, или тој како што не мило, односно се нервира кога ќе опишат нова партија? Не, зашто не, убаво е тоа. Нова партија или македонски концепт? Прво, добар ден и убав ден на сите. Многу убаво најавивте денеска почетокот на Студио 10, со оптимизам, па така да го зачуваме, да не е со нерви, туку да биде во рамки на сончевото време. Нова партија, да, ние сме нова партија, 6 месеци, поинаква партија, зашто ако почнеме да бидеме како оние старите, џабе сме направиле партијата, нели? И ако излегувате од старите партии? И најбитно, па имаме луѓе од сите партии, имаме луѓе најмногу кои не биле определени никогаш партиски. И најбитно партија на народот, бидејќи сега за сега успеваме сами да се финансираме, сами да се организираме, да не собираме пари од големите партии или од бандитите, и колку ќе успееме толку за да останеме не само со добра мисла, туку и со чист образ, со искрена намера, па да видиме дали ќе успее еднаш во Македонија вистински да има таква партија која ќе им припаѓа на граѓаните, на народот, и која ќе ги застапува нивните интереси кога се носат значајни одлуки. А генерално ќе дозволат ли го големите партии пробив на релативно помалите партии? Или некои кои што пробуваат да се Многу често граѓаните тоа го врзуваат со изборниот модел. Гледам, некои многу граѓани се израдуваа кога имаше изјава од ДУИ дека прифаќа една изборна единица, и носо 5% прак, ама тоа никој не го слуша. Не, јас го слушнав 5% прак, и ми исклучително многу мислам дека. Луѓето можеби не го разбираат што значи тоа 5% прак. Тоа значи дека може да се случи вие да имате 40.000 гласови, а ниту еден пратеник. Бидејќи мора вашите вкупни гласови да бидат над 5%, зависи дали од излезените или од вкупната гласачко тело, и тоа зависи од што 5%. Да. Од што и да е, 5% е многу. И подобро е за демократијата во земјата да останат 6 изборни единици без прак, со харе модел уште подобро, место чист Донтов, кој е правичен, отколку да има таков прак од 5%. Нашата позиција е јасна. Една изборна единица без прак, природен прак, колку ќе предава граѓаните, согласно гласањето, нели? Добро, тој прак е ставен без прак. И отворени листи. Зошто отворени листи? Бидејќи сега ние подготвуваме листи, имаме некаде околу 60-70 луѓе горе-доле утврдени за кандидати за следните избори. Планираме да настапиме, ако одиме сами, со 120 кандидати. Имаме изборна единица, пример, 1, која ќе го кандидираме некој човек на 19-то место или на 15-то. Тој вика, ме ставивте само проформа на листа, пошто нема шанса да станам пратеник и не е активен, не се бори. Некои свесно ја прифаќаат таквата улога за да пополнат место. Добро, тоа е и партиска задача, и чест. Да. Во партијата и чест да биде на листа, не е само 20 на листа да видиш. Па, ако, ама и чест, значи партијата смета дека си кадарен за таа позиција. Затоа што не некој само друг не партијата. И граѓаните треба да утврдат дека има квалитетни кадри на таа листа. Па не, добро, но сепак покадарен сум ако ме ставиш во првите 5 или во првите добитни, така сега 20 е да. Меѓутоа, што сакам да кажем? И оној 19-тиот, со отворени листи ќе има шанса да стане пратеник пред првиот. Еве, ако сум јас носител на листа како лидер на партија во прва изборна единица број 1, може ја да не влезам, да влезе 19-тиот. Да. Кој има повеќе гласови, оние одвоени гласови, покрај партиската листа нели се гласа посебно за сите ликови. Не знам колку не е подготвен народот нас за тоа. Народот е подготвен, само нема кој да му го објаснува, меѓутоа ние како вие не вие туку политичките елити не се подготвени. И ќе може да не јас сум подготвен за се. Затоа што јас ви тврдам дека голем дел од лидерите дотидат на тие отворени листи, вклучувајќи на нас за ците, ќе изгубат лидерите, ќе влезе на листа некој друг. Апсолутно, да. Да. Значи, еве јас како лидер на партија и нашата партија Македонски концепт сме комплетно согласни на отворени листи. И ако некој влезе, не знам, 5-ти, 10-ти од листата или 20-ти од листата пред мене, тоа значи дека повеќе вреди, тоа значи дека граѓаните го почитуваат повеќе, дека во него виделе подобар кадар од мене лично и не мора ја да бидам носител на листа. Ме разбирате? Апсолутно. Значи, поентата е зошто викаме ни треба повеќе демократија во земјата? Бидејќи со повеќе демократија секој ќе биде послободен да одлучува, секој ќе може да даде изјава на телевизија послободно,
и да ја нападне власта, а опозицијата ќе биде покадарна да ја контролира власта, за не може таа да краде. Така граѓаните добиваат највеќе и ние викаме, нели така започна емисијата, ние викаме, ние сме партија која гледа што е интересот на граѓаните, на народот, а не на партијата. И во интерес на граѓаните на народот е една изборна единица без праг, со отворени листи, тоа е максимална демократија, барем во делот на изборниот модел, како таков. Добро, но без праг не знам дали постои држава без праг. Постои како не, да, апсолутно. Ба си има природен праг, посекогаш има праг. Зависно колку ќе излезат граѓани на гласање, прагот ќе расте. Че тоа ќе зависи од граѓаните. Так. Граѓаните ќе бидат мотивирани да излезат на гласање, пошто ќе има нов тип на модел, така да прагот ќе порасне и онака. Втора клучна работа е финансирање на изборната кампања. И јас се согласувам дека треба државата да финансира изборна кампања, ќе ви кажам зошто. Еве сега партија како нашата. Ако државата не финансира изборна кампања, а ние не прифаќаме пари од мафијата или од политичките партии, големите, богатите, криминалните партии, ние како ќе се финансираме? Ние не можеме да платиме ниту една минута реклами воопшто на телевизија. Па ниту на Facebook, спонзорирани вести. Постови. Ако државата не ни плати, не ни одвои простор по телевизиите, како ја знаат граѓаните дека ние постоиме, дека имаме листи? Никако. И ние викаме, мора да се смени изборниот закон и во делот на финансирање на изборна кампања, каде што сите ќе учествуваме рамноправно во средствата, без разлика дали е голема или мала партија. Сите ќе имаме рамноправно пристап до медиумите, до медиумски простор, рамноправно пристап за финансирање средства одвоени за социјалните мрежи и спонзорирање и така натака, за да рамноправно се представиме. А ако граѓаните одлучат дека им е супер како до сега, што вика премиерот Али Ахмети, значи како до сега, ако им е супер така, нека гласаат за власта, за ДУИ, за СДСМ, како потрчковци во власта, нека гласаат за ВМРО, ако им е супер како до сега, некои други партии што ги гласале до сега, не мора за нас. А ако сакаат поинако тоа до сега или подобро тоа до сега, за кој ние мислиме дека сме подобри, тогаш нека гласаат за нас. Ама ако немаме простор законска да се представиме равноправно и монопол на сите финансии, на сиот медиумски простор држа само 4 партии, тогаш како ние да победиме? Многу тешко. И затоа не се потребни сериозни реформи во тој изборен, не само модел изборен, него и во делот на финансирање политички партии, особено изборни кампањи. Искрено не сум убеден дека може да се стигне до следните избори за ова што веќе се заговара. Па тоа ако сакаме се разговара. Не, ова е во интерес на граѓаните сега. Нема дилема тоа. Сега, Меѓутоа вие совршено добро знаете дека големите партии кои останува збор за вакво нешто, бидејќи тие не сакаат во ниту еден момент. Не, видите кај граѓаните пак, не е само кај партиите. Ако ова го зборувам денеска на вашава маса, имаме седнато човек од ВМРО, од СДСМ, од ДУИ, од не знам, ЛДП, било кој. А тој од ВМРО ќе ми речи: "Абе Петар, супер е ова, ама нас не ни одговара на ВМРО-вците, не сакаме." Значи он го гледа партискиот интерес пред државниот, пред народниот. Ако го прашате од СДСМ, ќе каже истото за СДСМ, само тој од ДУИ за ДУИ. Значи тие го ставаат партискиот интерес пред граѓанскиот, пред народниот интерес. И ние имаме нешто што е во интерес наш, како партија. Пред не одговара Харе моделот, не Донтов модел. Добро. Ама не го ставаме како крај на светот, зашто на нас не одговара така партиски. Дајте да воспоставиме апсолутна демократија во земјава, за да започнеме да функционираме по-нормално на политичката сцена, а тоа, верувате, ќе се одрази многу сериозно и во демократијата, во партиите, после внатре, со тие отворени листи, пошто ќе биде царот гол, ќе се знае кој има подршка од граѓаните искрена. Второ, ќе се одрази на квалитетот на донесување на државните одлуки, бидејќи ќе дојдат на позиции политичари кои ќе носат вистински одлуки. И ќе се смени и ќе се рестартира, тоа ние го заговараме, тоа е рестарт на системот кој сега е тотално дисфункционален. До тој степен е деградиран, до тој степен е комплетно се нефункционално во институциите, што или ќе направиме комплетен рестарт на институциите, или ние буквално државата веќе представува пречка за функционирање на општеството и на граѓаните. Место помош, пречка. Апсолутно.
Ве разбирам. Бугојски подготвени ли сме ние за целосна демократија? Затоа што имам чувство дека демократијата ја сваќаме како нешто на... Анархија? Па добро, на што ви личи во земјава? Па, Паркира кој каде ако ќе ме стигне. слушнавте Паркира кој внимателно- каде ќе стигне. Вчера видов еден човек пред мене со автомобил, врти овде пред влада каде што е, врти значи не ги почекува семафорите, туку поминува низ нели оној дрворец со парк со зеленило, Да. поминува низ парк. Жолта лента не постои, сите се на 4 одос горе од Влаје до крај на Партизанска. Ако ме сите се слушнавте на 4. внимателно, јас точно кажав. Максимална демократија вбризгана во политичкиот систем, за да површина да излезат таков тип на политичари и кадри, кои ќе го рестартираат и ќе воспостават апсолутно владење на правото и на државниот систем, кој е сега уништен. Но ние мораме прво... Ние имаме обратен случај. Ние имаме диктатура во партиите, имаме башибузук или анархија во државниот систем. Ние зборуваме за ова. Демократија во партискиот систем, во политичкиот свет, во политичкиот спектар, значи во дел, апсолутно владење на правото и строго владење на законите во државниот дел. Така да едно со друго се како врзани садови. Додека не искадриме, не извадиме квалитет на политичката сцена, ние ќе имаме само некадарни политичари кои не ги решаваат проблемите за граѓаните. И ако ми дозволите, би го дал примерот со изгорениот мост во Скопје. Тој е еден од стратешките објекти во градот Скопје, ради кој сега во моментов центарот на градот не функционира. Не, градот не функционира. Или градот не функционира. И ние имаме тотална неглиџа на институциите. Јас на Фейсбук објавив како се доаѓа до стриктна одговорност на конкретни личности за тоа што се случи. Но сега сакам да кажам кај вас во една минута како тоа се средува. Еве како ние би го направиле тоа. Јас како политичар нема да бидам најписмен во областа. Јас се јавив кај мои пријатели на градежен факултет, катедра бетонски конструкции. Се јавив во Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии кај пријатели. Се јавив кај пријатели во ГИМ и што е решението? Тука едноставно. Имаш само две позиции, бетон и челик во тие бетонски, во тие прагови на мостот. Бетонот со обични цилиндри, за 2 сати точно утврдува експерт на кој место треба се земат тие цилиндри. Веднаш се утврдува, бидејќи огно што прави, го нарушува квалитетот на бетонот. Ако требало на тие прагови да биде МБ50, сега може би поради огнот, поради жештината паднало на МБ30. Тоа се констатира со неколку цилиндри, се земаат, со најновите преси електронски, за 2-3 часа имаш комплетни резултати. Дали претрпел штета бетонот или не? Конкретно во емпириски податоци. Со скен се утврдува каква е штетата на металната конструкција, на внатрешната арматура, арматурниот челик. Точно се утврдува штетата за ден-два. И точно се знае што треба се санира. Ако треба се санираат од 8 прагови на тој мост 2, се трга горната конструкција асфалтно-бетонска, се менуваат тие 2 прагови и ние за месец дена имаме функционален мост. Зошто тоа не се прави? Бидејќи граѓаните бираат неспособни политичари, криминалци политичари, пијандури, јадат бифтек цел ден, ништо не работат, не функционираат, не знаат да работат, ништо не прават. Ма тие граѓаните ги бираат. Не ги стави, некој не ги оторира, граѓаните ги бираат. Освен премиерот што не е назначен од Заев и не е избран од граѓаните и тој нема легитимитет да биде премиер, зборувам за Димитар Ковачевски, кој не е избран на избори, никош не бил на избори. Другите политичари, еве градоначалниците пример се избрани. Сега ако граѓаните изберат политичари поинакви, ова вака ќе се реши со мостот. Бидејќи бираат како до сега, ќе се стои мостот затворен година и пол, 2, 3, 5 години. Како ќе се стои автопатот за Охрид, како ќе се стои патот за Прилеп, едно 10-15 години. Како ќе се стои патот измеѓу Скопје и Велес, Катланово, несреден 5 години. Замислете реконструкција на една лента 5-6 години. И тоа е, како да кажам, тоа е до граѓаните. И се немаме квалитет на живот. Немаме. Не возиме квалитетно, имаме проблеми со колите, имаме
штети имаме, затоа што ние самите така одлучуваме. Ќе речеме проблема изборниот модел, да. Ама кога доаѓа вака да бараме ние поддршка од граѓаните, да го смениме изборниот модел за да дојдеме до решенија, зборувам за решенија кои влијаат директно на квалитетот на животот на граѓаните вака во реалниот живот. Квалитет на патишта, квалитет на храна, квалитет на вода, квалитет на институција каде што понесуваш барање, квалитет на кадар со кој се сретниш како граѓанин. Значи, до сите најситни детали за квалитетот на животот на реалниот човек се зависи од изборниот модел. И кога ќе повикаш на широка поддршка граѓаните за тоа прашање, граѓаните викаат, абе, супер бе идејата, ама од партија ми рекоа, сега да се ќутат. Па извинете вака, ама ако си ќутите од партија зашто така ви рекле, тогаш нема да имате мост. Добро, но бројот на луѓе во партиите е поприлично мал. Како мал? Не, друго ми беше поентата. Се намалува, драматично се намалува. Па да, сега Затоа што падна. луѓето се разочарани. Вие видите, порано беше оно идат членски книжки кое што отвараше врати буквално сега е паднато буквално се. И сега имате поширок фронт, поширок Имаме, се простор. согласувам. Да, можеби ние не сме доволно инвентивни, можеби ние не знаеме како македонски концепти, јас лично како Петар, можеби не знаеме како да ги привлечеме граѓаните, да го привлечеме нивното внимание. Можеби не знаеме да презентираме доволно. Јас сум задоволен од поддршката што добиваме досега. Па не, тие вака кога го слушат велат се убаво. Убаво збори човекот. И има некаде прекини. Ја сега не агитирам јас за Сега ќе ви вас, кажам не се каде разбирам прекинам. туку. Сега ќе ви кажам каде Генерално го говорам дека луѓето се незадоволни од партиите кои доминираат овие 30 години. Значи, дошол човек на трибина во Битова, го викнале луѓе од ВМРО ДПМ и му кажале уште еднаш кога те видиме во таа партија, ќе имаш последици од нас. И? Ми лајкнал човек и ми споделил од Струмица. Не, за лајк. Не, најсериозно ви кажам. Може да кажам, ради човекот, не сакам да го кажам името. Не, добро, ама за лајк? Да, за лајк. Го викнале од СДСМ и му рекле, внимавај што правиш, ќе си затвориш вратите кај нас. А овој град Струмица ќе биде под заев уште 100 години. Така да внимавај што правиш, ќе си затвориш вратите за секогаш, ќе треба да се иселиш од градов. И сега кажете ми како тие луѓе да се активираат во македонски концепт, да дадат поддршка и да се борат, кога се изложени на директни закани по нив. Ама не и баре оправдание, Петар. Албанци, Ама не и баре оправдание, Албанци- како да ти кажам сега, не и баре оправдание. Етнички Нас албанци. не научија ние на матрицата, нас не е не барам коруптивна. оправдание. Не барам, не ги оправдавам. И мене ме малтретираат Нас секој ден, ама но се борам. Нас овие елити не научија ние коруптивно да размислуваме. Не. Каде и да отидеш. Еве ќе ви кажам мора еден- да свртиш телефон на доктор, да отидеш сврти телефон. Извод отиде 4 пати му го грешат Не. на еден мој другар през зимето го грешат Сега не сакам. на извод. Видете, не се жалиме, да не ме свати дека се жалиме, дека не сакам да ги исплашам граѓаните. Не ги плашиме, да не туку речат- малку свесноста да се разбуди кај граѓаните. Што му прават на Петар така, замисли што му прават на другите. Меѓутоа, еве, утре јас сум на кривичен суд, има кривична пријава за мојот 9-годишен син. Зашто на 7 години, пред 2 години, драснал некој во школа, пошто јас сум побарал одговорност од Оливер Спасовски, тој побарал се што може да ми најде мене во животот проблематично, ми нашол 2 неплатени такси во судот во Велес за брзо возење Добро. и нашол поплака дека син ми на 7 години драснал некое дете во школа, но се драснале меѓу себе. Си играле децава и се драснале. Се степале? Не се степале, се дразнале. Со опасен нокт. Оливер Спасовски му пушти кривична пријава на 9-годишно дете, на мој син. Утре сум на суд, 18 утре мај. Се верувате до кај оди тој безобразлук на тоа работење. Само јас тоа сето го молчам, го трпам, последици би трпи семејството, децата, сите. И јас сега се борам. Вака со зборување. Не со зборење, секако. Па не добро. На вака терен, со- среди со граѓани, трибини, организирање, секој дневен комуникација со луѓето, битка во институции, се трудиме да поднесеме иницијативи до ОЈО, до Кривичен суд, се бориме во собрание со апархедот на Тала Џафери, што не правиме? Еве да не испадне дека едно национално. Имаме албанци кои сака се вклучат во македонски концепт. Кои ја разбираат поентата на граѓанскиот устав и на граѓанскиот концепт, пошто ние сме граѓанска партија. Првиот ден кога ќе ги видат со мене, во Стара Чарша или било каде, им се јавуваат од ДУИ и ги прво добиваат понуда која не смеат да ја одбијат,
Второ, им добиваат закана дека ќе бидат прогласени. Овие се пофини, прво понуда дават. Да. Ти гледаш одма за Коза Ностра филм. Коза Ностра филм. Прво понуда која не можеш да ја одбиеш, а второ добиваш закана. Замисли овие први што ги спомна само се закаруваат. Овие барем понуда. Па неотесани се овие. Првите овие се поотесани од дуи. Па добро, 20 години на власт се научија од две. Да, стил има. Да. И им вика второ ќе те прогласиме за предавник на албанштината, на албанската кауза. И се каже ми тој албанец како да се активира и да зборува по телевизија дојде кај вас на емисија и да го представува граѓанскиот македонски концепт, да даде поддршка за граѓанскиот устав како албанец етнички, кој ќе биде прогласен за предавник на албанската кауза. Ќе му ги навредуваат децата низ чај, ќе има проблеми во школа со децата. Што прави човекот? Значи немаме демократија во држава. Реално немаме демократија. Живееме во партиски режим. Во партиска, или како да викаа професорите, партитократија, така викаат, да. Владење на партиите, да, на тие како се викаат банди организирани, врхушки, и тоа е тоа. Се треба храбри луѓе да се вклучат, да се огледаат на мене, да се огледаат на други луѓе, да не се плашат, да се спротистават. Ако се собери доволно критична маса да се спротистават такви луѓе, ние ќе успееме да дојдеме до сериозни промени во општеството, кои промени треба да не заштита прво многу сериозна опасност. Тоа е нарушување на уставниот поредок на земјата и бинационалноста на државата која сега се заговара со промена на уставот. Значи ние им викаме луѓе, ајде да возиме за Солун, тие пак го фатиле Корун. Чи тотално обратно е работата. Ние им кажуваме преку Солун е патот за Европа, преку граѓанска држава е патот за Европа, преку граѓански устав е патот за Европа. Така ќе останете македонскиот карактер на државата, така се заштити македонскиот национален етнички идентитет пред се, национален е небитно етнички идентитет. Така ќе победиме и Бугарија и ќе влеземе во ЕУ без бугарските уцени. Така ќе дел од тие копенгашки критериуми ќе ги исполниме. Така ќе ги смириме внатре во општеството етничките антагонизми. Тие обратно. Тие ќе правеле сега држава на два народи, на етнички заедници, на малцинства, измешале баби и жаби. Малцинство оди со мнозинство. Народ оди со народност. Етничка заедница оди со демос. Измешале баби и жаби од едно 10 теории од тоа уставно право. Па тоа комисијата што собрале во влада, тоа е сето на алфабети, тоа е сето неписмено собрано таму. Тоа е Монти Пајтон, тоа да оснима човек со камера и да опушти, да гледаме реалити шоу. Наместо оние српски да гледате реалити шоу. Ги затвараат се. Како се вика тие? Задруга, мислам дека е. Не ги гледаме, како се вика, не ги знам имињата за тоа. Не знам, ја од Big Brother застанав толку. Тие задруги, мадруги, тие тоа болументата, вместо тоа да го гледа граѓаните, да ја пуштиме македонскава влада, комисијава за устав што направи владава, и во живо си гледаме Монти Пајтон. И да се смееме дома и гледаме колку сме неписмено како општество, која катаклизма не води како држава. И тоа е тоа, како да кажам, пак е до граѓаните. Еве, денеска вие давате простор, како телевизија, многу. Ме слушаат граѓаните, дел, можеби не сите, но повеќе илјади граѓани ме слушаат. И се слушаат што им зборувам, повеќе пцујаат, ќе речат, види го ѓубе, нападна ВМРО, нападна СДС, нападна ДУИ. Навивачите, да. Нели? Но пленете речат да бе убаво зборуваат, ама ние пак да си гласаме за овие големи оти џабе ќе гласаме за него. Нема да успее, знаеш. Тоа е мантрата. Ќе ми се фрли џабе гласот. Повеќе речат абе ќе гласам, ама пред 6 години нешто имаше кажано Петар, што имаше кажано, бе не ми текнува тама нешто лошо имаше кажано, или ми кажа комшијата за него нешто чудно. Па некој ќе каже, па излегол од времето на ВМРО, па бил со Груевски, па после отиде со Заев, па после отиде со сите. По таа логика. Не јави одам како размислува македонски. По таа македонски логика јас бев и со Јосиф Брз Тито, пошто се роди во Југославија, нели? Па по дедовци тоа може плюс да ви носи. Едниот прадедо ми бил од војводите, па веројатно сум бил и со Гоце Делчев да ме Груев. Другиот прадедо ми бил партизан, па сум бил со партизани, со не знам со кој, со Тито или се не знам со македонскиот проблем да кажеш. Дали си бил со Лазо или си бил со Да, за Тито си или за Сталин. Или со Ченти.
Така да се да смееме малку, али мислам дека сериозна е работата. Ајде денеска убав ден е така сончев, меѓутоа Допопладне да после ни дожд. помени да можеби да се насмееме за да намаката се насмееме убаво некогаш, бидејќи Да, па иначе ќе до побудале. тој степен е девастиран системот што не функционира. Еве сега ќе ви кажам што се случува конкретно зашто не функционира системот. Имаш постапка за приватизација на земјиште каде што имаш странски инвеститор. УЈП, извинувам, Управата за имотно-правни работи не ти носи решение 4-5 години. Добро. Во меѓувреме владата ти носи уредба кај што ти менуваат износ на приватизација и ти го прави земјиштето како да купуваш земјиште во Монте Карло на марината. И тоа ти вика важи ретроградно, против устав е. Се жалиш на Уставен суд, година, две, Уставен суд не одлучува. Ти носат решение за приватизација погрешно. Се жалиш на второстепена комисија на влада, не ти одлучува второстепена комисија. Чекат од партија да им кажеме. Од СДСМ, од општинска организација Велес, под организација, или тоа како се вика местна организација Мост, на заменикот помошник чистачка активист во СДСМ од 92-га, треба да ја праша дали смее да одлучи за странскиот инвеститор од Хрватска. И се дали мрзете колку сме ние забегано општество? Колку сме ние нефункционална држава? Колку ние не функционираме како систем? Колку е таа влада распадната, расулова, тоталка нефункционална? Тие помошни тела, генерални секретари, тоа болумента, тоа арамишта, само се земаат пари, само се јади без пари, само се земаат дневници, се земаат паушали. Второстепени комисии на влади, третостепени комисии, уставни судии, врховни судии. Денеска е судија, утре не е судија. Се скарале во судски совет, се степале меѓу себе, го смениле, не го смениле, сами се избрале, не се избрале. Смеево со 7 гласа, не смеево со 8. Монти Пајтон. Срамота. Срам ми еше да се представам дека сум државјанин на државата. За жал, како да кажам. И сега викаш, ајде да почнеме да работиме како што треба, ќе почитуваме правилата за сите. Тргнуваме од мене и одиме за сите ги почитуваме правилата, видиме дали може така, може ли подобро. Пошто успеале така многу држави, почитувајќи правила. Едноставно овој народ може би му одговара да нема правила. Се јавам, ќе ми скиниш казна, ќе ми скиниш ова, она, ќе фатам судија, па ако фатиш ти судија пред мене, ќе се љутам дека судијата е корумпирана. Ќе пцујам по судијата. Ама ако истиот судија сум го фатил јас пред тебе и пресудил за мене, тоа ќе топ судија. Тоа ќе супер. И тука имаме проблем со менталитетот. И сега ајде да видиме што ќе направиме, да менуваме менталитет. Тешко е, многу е тешко, да, ама некој мора да се зафати за таа работа. Калимеро е на месата или? Одамна се откажав од Калимеро. Не ми заличи за тоа. Не, одамна се откажав од Калимеро. Дека Калимеро нема правда. Во времето на груевизмот се борев за правда. И настрадав. Многу ми да ќе речат како бе ти така. Јас имав 2,5-3 години имав испитување на потеку на имот во времето на Груевски. Јас имав, да не ви раскажувам приказни, ќе треба да правиме емисии 10 години да раскажувам приказни. Така мислел луѓето дека тоа така функционирало. Али во тој период сватив дека правдата може да ја донесе само систем кој ќе се фиксира, ако може со да стане уставна категорија, значи со уставот. И затоа често предлагаме ние да влезат некои работи во уставот, како да речеме бројност на администрацијата. Да стане уставна категорија. Ти речем за бугарите ќе почнеш да збориш, бидејќи устав кој ќе се каже промена на устав. Па за жал синоним на македонскиот устав стана бугарите. Па добро, не само во ние претходно колку пати устав отвараме. А имаме толку побитна тоа. работа. Еве сега ќе ви кажам како ние ќе ја прекинеме партиите да не може да се вработуваат партиски војници колку сакаат. Уставна категорија, че во устав ќе внесеме дека максимален број на административци е 1 на 10 вработени во реален сектор. Тоа значи дека ако во моментот во Македонија работат околу 500 и нешто илјади граѓани или 600.000 граѓани, тоа значи дека администрацијата може да брои само 50 до 60.000 луѓе. Нашата администрација не е најбројна, има и побројна во Европа, но зборуваме се за нашиот случај. Пошто сега има електроника, компјутери, тие може да заменат многу вработени. Тоа значи дека во иднина
не ќе може партиите да се прават колку сакаат и каква сакаат систематизација да отвараат работни места, затоа што тоа уставот ќе го ограничи и партиите не ќе може да го менуваат. Второ, како ќе дојдеме до намалување на криминалот и корупцијата? Многу едноставно. Ќе направиме во наводници кажано, да не сватат погрешно граѓаните, две влади. Една ќе биде извршна власт, со устав зборувам, друга ќе биде контролна влада. Тоа што значи? Доста се види дека ние не знаеме да направиме професионалци. Обвинител, мора да биде партиски војник. Комисии антикорупција, се партиски луѓе. Пошто не знаеме да издигнеме ниво, ќе направиме сега опозицијата да ги земи сите контролни институции. Во МВР, сектор за финансиски криминал и организиран криминал. Финансиска полиција. Сектор за извршување на буџет во финансии. Комисија за корупција. Комисија за дискриминација. ОЈО ќе ги земи опозицијата. Зборувам по дефолт, му припаѓаат. Че нема да има се власта, зема опозицијата. Власта ги зема извршните функции. Реализира буџет, овие контролираат. Во очекување сме дека сериозно ќе се подобри контролата на овие институции за кои постојат, начело со опозиционери, визави така наречените досегашни експерти, како бајаги, а доаѓаат од партиите од власта и се обични поттршковци на власта и не ја вршат нивната основна контролна улога. За образованието денеска гледам имаат некоја дебата, бивши министри за образование, кој од кој? Видов. Што кажа? Луѓе што уништиле тотално системот, го уништиле, сега ќе зборуваат како да подобриме. Страшна работа. И луѓе го гледаат и уште аплаузи ставаат, уште викаат браво. Да, душе на приватен универзитет, но сега, има некој. дали државна матура или приемен испити, тоа се глупости. Просто. Еврејскиот пример. Еден испит, државен. Завршуваш матура, средна школа, одиш на државен испит. Се полага во спортски сали, пред камери. За на факултет збориш? Себе ќе ви кажам. Кратко е. Пред камери. Од Скопје ќе контролираат во Делчево, од Делчево во Гостивар, од Гостивар во Гевгелија, од Гевгелија во Скопје. Да. Дали ме разбирате? Ве разбирам. Што е тој испит? Има 100 прашања. На тој испит колку ќе добиеш поени? Толку имаш права да се запишеш на факултет, бидејќи и државен и приватен медицински факултет не смее да прими кадар под 95 поени. Или 98. Не смее да прими. Точка. Така ќе ги издвоиме најквалитетните. Кадри како Финки, како други факултети кои се потребни, да се издвои најквалитетот. Ќе го издвои тестирањето. А не тато и мама. Се јавиле ваму, Вујче, Владика, внуков поп. Не. Тоа што ќе направи, нема да се замараме со квалитет на наставен кадар или врски по школите. Зошто? Бидејќи џабе ќе фаќам за мојата ќерка врски. Кога ќе дојде на тој државен испит, таа може да заврши со сите петки во Орце Николов. На државниот испит отпаѓаат оценките од средна школа за факултет. Не се земаат воопшто во предмет. Само државниот испит, тие 100 прашања. Џабе јас сум буткал цело време пријатели, врски, даскали сум фаќал, сум правил, сум лобирал, џабе. На испит ќерка ми добива 50 бода, пример. Нема шанса да се запиши, освен на некој општествен факултет, не знам, некој политикологија или социологија. Тоа е тоа. Нема право, по закон ќе нема право. Тоа ќе им оставиме на родителите и на учениците и на даскалите да се саморегулираат. Тоа е пазар. Тоа е предприемништво во образованието. Наметуваш пазарни услови во образованието. Ќе видиш како ќе се опаметат родителите, учениците и даскалите. А во исто време ќе направиш екстра академија за педагошка академија, каде што ќе се запишуваат исклучително само над 95 поени од овој испит. Оти педагошка академија е срцето на образованието. Таму ќе се запишуваат најквалитетните кадри. Медицински факултет и педагошка академија се двете најбитни професии. Тоа се доктори и даскали. Тоа мислам дека и постоеше како докторот убива еден човек, даскалот убиваат илјадници луѓе. Овој губива физички, овој губива психички. Го остава неписмен.
Еден неквалитетен даскал остава генерации и генерации неписмени луѓе. Ја уништуваат државата, општеството. Тие се два столба на државата, покрај безбедноста се разбира. Трите столчиња на кои седи она столче државно, трите столба се овие два и безбедноста. Значи, ние ако овие два столба со овие мерки кои се врзани како ланици се носат со една обична, ние кои ќе имаме пратеници македонски концепт во собрание, ова ќе го изгласаме во собрание. Нема да гласаме нешто друго, нема да мислам дека ује ќе гласаме на нив, не знам, само зголемување на плати, или не знам, ќе гласаме што му текнало на премиерот за некои си лични интереси или како досегашниот премиер, тој ќе си приватизира земја за сопругата 1 евро од квадрат, оди тоа било до оформување на парцела, замисли, а луѓе што имаат собственост на објекти, ќе плаќаат 100.000 евра квадрат. Значи, тоа е ненормална работа в држава што се случува. Ние тоа нема да го гласаме. Ние ова ќе го гласаме нашите пратеници, што ви го објаснав сега за образованиево. Блицкриг решенија. Тоа за педагошката академија постоеше како идеја своевремено, уште повеќе што со кого разговарав минатиот пат, кој што ми кажа еден фрапантен податок, вели во финската премиерка не беше примена за наставник или за учител. До тој степен, сакам да кажам, тамо се посветува внимание на она што е клучно, тоа е образование. Два факултети ќе бидат елита во општеството. Значи, се знае тука. Здравство и образование, педагошка академија и медицински факултет. Добро, тоа си столбови ги. Над 98 бода повели избери професија и платите ќе бидат невисоки. На професорите и на докторите. Не може пратеник да зема повеќе пари од професор и од доктор. Седи таму со надугмено стегал, партија му дале семафор, се сеќавам во времето на Трајко Велјановски, се извинувам. Може и сега да е така со Талјан, не знам. Им дава семафор. За точка број 1 ќе гласа зелено и му свети зелено и тој стега зелено. За точка број 2 ќе гласа црвено, пошто се налбати. Избираат пратеници налбати. Не. Да бе неписмени скроз. И се тој не знае, тој не знае што треба да гласа. Он само плата зема. Што викаше една пратеничка Свети Николе, како е пратеничка? Нешто да сработиме за деца, нешто да заработиме. Значи, улогата пратеник она сваќа да сработува нешто за деца. Замислете кое дно е ова општество. И мора таа семафор да ја дадат, инаку ќе сгреши, ќе гласат обратно. ВМРО му кажало да гласа против, таа ќе гласа за. СДС му кажало за, ќе гласа против. Тоа ќе би кармакараше, таму ќе си степа меѓу себе и им даваат семафорчина да гласа, зашто се неписмени. Значи, тоа е трагедијата. И сега не може министер да зема поголема плата од професор на факултет или од хирург. Министерот ништо не работи. Кради. Арамија до арамија, со ред наредени. Еден арамија заминал, друг заминал. Некаде почина еден од најбитните луѓе во партијата, кој направи анализа и ми ја кажа оваа анализа. Вика, Петар, јас направи во 30 години колку имамо министри. За кого до сега, говорите? за сите влади. За кого говорите? Основачот на стратешкиот совет на партијата, доктор Томевски. Затоа ја прашувам, затоа што ми бил гостин во емисија. Значи еден прекрасен човек. Да. Знам за кој зборувате, видејќи видов дека постиравте. Да, величина. Баш искрено сочувство беше во ковидот кога говоревме. Да, значи страшно писмен човек. Да. И вика, направив една анализа, вика, во 30 години сите влади колку министри. Просекот е година и 3 месеци по министер. Да. Се менувале. Година и 3 месеци по министер. Сега има и такви како Оливер Спасовски 7 години 8 министри, ама и некои што се 2 месеци министри. Има и такви како Антоновски 1 ден, една вечер министри. Просекот е година и 3 месеци. Влегови тоа 1 ден овде. Сваќате тоа која луница тоа на управување? Тој министер доаѓа на функција и гледа што може да лапне во меѓувреме, да земи за него, да направи нека услуга за фамилијата, за луѓето, пошто знае дека за кратко време заминува. И се тие системски дефицити ние мораме да ги решиме. Пример, македонски концепт сме подготвени да изгласаме министер и од СДСМ и од ВМРО да остане на функцијата. Доколку е супер министер кој се работи одлично, работа за граѓаните. Не значи дека како падне неговата партија, неговата влада, дека ние мораме по дефолт да го црниме сега и тој министер
кој започнал суштествени реформи во ресорот, или суштествени капитални инвестиции во ресорот, одлично ги води човекот, супер оди работата и се ние по глава удри го, смени го, зашто неговата партија ради некој таму шести кадар изгубила на избори, и ние се ќе ги уништиме сите овие проекти, ќе ставиме некој наш налбат, кој ќе ги уништи проективе, и што, ќе почнуваме секоја година од ново, од почеток, до кога? Че немаме институционална меморија, немаме функционалност во системот, никаква. И сега ова се решение за кој ви зборувам, дел сега, тоа ни е поета на нашите трибини, рестарт на Македонија низ конкретни проекти, низ конкретни решенија. Сега само ни го зема тоа некој во кампања, решенија, па после сватија дека решение не треба премиерот објави решение, после го искара од партија, па објавија резултати. Да. Тоа некако па наврмо време. Па 2020 ни го крадија тоа можеме. Ние почнавме кампања можеме, тие ни го крадоа и почнаа можеме подобро и повеќе. Па ние се откажавме од тоа можеме, тргнавме со нормална држава и тргнавме со последна шанса нели за нормална држава. Сега и тоа рестарт ќе го крадат и тоа резултати. И тоа од луѓе што крадат цел ден, па што тоа оди на работа да украде нешто. Било кафе да украде, било сокче да украде, било така крадат, да, најсериозно сум. Имам колеги што крадат. Јас знам дека сапуни тоалети. Не, имам колеги што крадат на кафе, на сокче, на тоалетна хартија. Каде носи дома? Најсериозно сум, имавме колеги што земаа риби од Министерство за одбрана, од бифето, земаа риби на државна сметка и ги носеа дома рибите печени за да јади дома фамилијата, за руче, носи дома. Си нарачува на репрезентација сметка 3-4 риби. Не, најсериозен сум. Пастрамки од бифето и од Министерството и од домот на армијата. И тие се ги носат дома. Такви луѓе имаме ние во Македонија. Такви луѓе се на функција во Македонија. Ја не користам репрезентација со години, ме прават арамија. Не знам што сум украл во животот. Репрезентација не користам. Со години сум бил на позиција државен советник во неколку институции, не сум користил репрезентација. И ќе те прават арамија. А другиве на кафе крада, да не зборувам за нешто друго, не да Господ му паднат рацете во медот, еден го избргавме на работа и ја ограби касата. Парите, кешот го ограби во Министерството. Ја запалија богајната, да не се види грабежот. Гореше Министерството, ја запалија богајната. Кога? Па пред 4-5 години, јас бев председател на комисија, го избркавме на работата. Ја запалија богајната. Парите ги украдоа кеш. Значи, такви луѓе имаме ние во администрација. Од партија пратена. Ме разбирате? Од партија бе пратена и ти викаш шо ми можеш, јас сум од ДУИ. И ќе правам што сакам. Шо ми можеш, јас сум викал власта сега, ќе правам што сакам. И што уште потрагично, тие од власта те викаат не работам, јас сум на власт, нека работат овие од опозиција. Тоа е едно тотално, тие од опозиција викаат, што ќе работам сега за овој министер, ќе управам да се го услуги. Нека пропадне, вика, ќе да ме ние. Тоа е тотално лудиво во администрацијата. Имаме проект и за реформа на администрацијата. Тоа е, што ви го објаснав до некаде, тоа е предприемништво во администрација. Му наметнуваш пазарни принципи во администрација. Колку ќе сработи, толку плата ќе земе. Ако не функционира ни така, си има втора фаза. Јавни овластувања на приватен сектор. Не работат град Скопје, паркови зелениво. Приватна пракса, приватен сектор. Јавни овластувања му даваш, сите вработени во приватен сектор, таму ги си го добијат заслуженото. Кој работи на приватникот му треба. Кој не работи ќе си оди. Толку не имаме едноставни решенија, само треба граѓаните да дадат шанса наши пратеници да ги наметнат овие решенија преку закони. Друг начин јас не знам како. Ако кажат, мене ми викаат Петар, време е да преминете од зборови на дела. Вчера ги имав стикано извршен тим на партијава и тоа му го зборував. Викате, Петар, што да направиме ние како опозиција? Што може да направиме? Да пуштиме тужба, кривична, што да направиме друго? Што може да направиме како опозиција? Да засадиме дрва можеме, да протестираме можеме, што може да направиме? Ништо. Добро, до некаде се во право, ама не до толку. Може да направиме и како опозиција. Меѓутоа, ако сакаме да постигнеме резултат реален, да имплементираме некои работи, единствен начин е да имаш сила во парламент. Друг начин, досега демократијава и принципи од антика до денес,
не смислиле. Смислиле да монархија, тетрархија, олигархија, па ако се погоди монархо да биде некој писмен и женен за работа, ќе смени нешто од државата, ќе пресече 2-30 глави како султанот, нели? И ќе направи некои промени. Ние сме се одлучиле за република, не од денес, од Илинден. Ние сме единствената нација која сме со републикански карактер создадени, такви сме. Си сакаме република, си сакаме слобода, си сакаме демократија. Ние сите направија востанија, прогласија кнезови, ние направивме востанија, прогласивме република и председател на република. Кратко само, Петар, дај ми, бидејќи морам да завршам, гледам на времето, 30 секунди. Ќе поминат уставните измени или? Уставните измени како да поминат, мислите? Овие сегашни уставни? Да, говорам за Бугарија. Ма какви уставни измени? Не сме да поминат. Вакво понижување на македонскиот народ, вакво омаловажување на интелектот наш, јас досега не сум видел. Значи тогаш ништо Ги гледам овие од Европа што идат политичариве, сега праќаат треторазредни, нели за преспавни праќаат првите. Доаѓа Меркел, Макрон, ни се обрати, па дури од Канада ни се обрати. Сега доаѓаат треторазредни, некои кабинетски пацови, кои ќе дадат некоја изјава, жал да те фати кај го пратиле, тој не знае кај дошол, не знае што дошол, му кажале или од амбасада, му напишале да научи напамет реченицата или од таму му ја кажале. Ќе си тука некоја зелена, дури влегува се по уцена. Значи тоа е уште поголема трагедија. Не, никако. Значи не сме да помине бугари во устав на ваков начин како што го заговара власта. Не зашто ги мразиме ние бугарите, кои ги нема во Македонија, туку тие се сакав да прашам дали ќе поминат бидејќи сме говориле на оваа тема. Да, тие се избугарени македонци, него за она што подготвува Бугарија како level up, како второ ниво на пропаганда во Македонија. После влегување на бугарите во устав, Бугарија спрема нови мерки за Македонија. Пример, планираат мерка за сите български герои, вклучувајќи го и дедо ми, добро, и Гоце Делчев и Питу Гули и Даме Груев, за да јас да го, ако направам јас кајакарско друштво Питу Гули, морам да прашам во Бугарија, да ми дава согласност за името да користам. Не ги откупија домејните во македонска компанија, во Марнет, ги откупија домејните со сите историски називи и артефакти од македонската историја во македонските установи, во македонските музеи. Зошто? За задутре во нивната пропаганда и во вештачка интелигенција и во пропаганда по оние британики, митаники, Википедии, да ги имаат домејните и да направат дека целокупните витрински изложени, но и попишани артефакти во македонската историја се бугарски. Добро. И тоа е веќе вложено Бугарија, 25.000 евра уплатиле веќе. Но оваа тема ќе морам повторно да ја повикам. Можете, но да знаете дека не е тоа туку така што кажува Таче. Денеска внесуваме бугари во устав и готово луѓе, од утре станавме Европа. Тоа врска нема со реалност. Благодарам што бевте во студио 10. Ви благодарам на поканата. Петар Богоевски, македонски концепт во студио 10.